Почитуван началник на Генералштабот, почитуван заменик министер, државен секретар, заменик на началникот на Генералштабот, почитувани новинари, почитувани војници и офицери. Со денешниот настан заокружуваме една исклучително успешна година во одбраната. Додека за светот, па и за сите нас, 2020 останува запаметена како година на COVID, за сите во одбраната и армијата на Република Северна Македонија ова е и година на НАТО. Година на нашиот прием, после 30 години напори, после 30 години реформи. Ова е година во која го исполнивме тој тридецениски стремеж и затоа денеска со гордост можам да ви кажам добре дојдовте во армијата, добре дојдовте во армија која што е членка на НАТО алијансата. Армија која е дел од најголемиот безбедносен систем во светот, во кој важи принципот еден за сите и сите за еден. Меѓутоа, ова не е само НАТО принцип. Ова секој ден се трудиме да биде и наш армиски, македонски принцип. Меѓу сите вас, мажи и жени, има припадници од различни етнички заедници, луѓе кои имаат различна вероисповед, но кои денеска сите стануваат дел од ова семејство во кое ќе знаете дека сте едно. Дека ова не е институција која ве гледа низ призмата на вашето име и презиме, низ призмата на вашата етничка припадност, низ призмата на вашата вера или било кое друго прашање. Овде ќе функционирате исто така, по принципот сите за еден и еден за сите. Тоа што сте го поминале, навистина, овој долг процес на селекција и самите сте свесни кога почнавте, колку се тестирање и проверки поминавте, сето тоа покажува и за нас е знак дека армијата добила во своите редови млади луѓе кои биле доволно подготвени, квалитетни, упорни и посветени, за да еден ден израснат во вистински професионалци во армиските редови. Вашата заинтересираност да бидете дел од најреномираната и најугледна институција во државата. Институција која секоја година бележи највисоки оценки, но и највисока доверба. Да бидете дел од нашата одбрана која според својот интегритет е втора помеѓу земјите на Централна и Источна Европа токму во овој дел, покажува дека сте ги препознале и дека ги прифаќате вредностите на нашата одбрана и армијата. И вие знаете дека армијата води грижа за своите припадници. Знаете дека да се биде дел од армијата значи и да се има финансиска сигурност и можност за кариера. Можност за развој во една кариера која што ќе биде обележана со нашето НАТО членство. Ги препознавате оние вредности кои нашите припадници, а ваши сегашни колеги, ги почувствувале токму тука, за време на нивната обука, за време на вежбите, за време на учество во мисии, за време на учество во кризните состојби кога им помагаа на граѓаните, секој пат кога се соочуваа со природни катастрофи и непогоди, вклучително и ова од здравствен карактер. Во изминативе години покажавме дека знаеме да го наградиме тој ангажман. Не само преку зголемување на платите и зголемување на шансите за напредок во кариерата, туку и конкретно со награда на сите оние кои што превземале малку повеќе ризик, малку поголема одговорност. Затоа во изминативе 3 години обезбедивме зголемување на сите надоместоци на припадниците на армијата кои учествуваат во меѓународни мисии. Ги зголемивме дневниците кои се исплаќаат за време на вонредна и кризна состојба. Ги наградивме пилотите кои учествуваа во една серија на пожари кои што ја зафатија државата. Затоа и сега ги наградивме медицинските сестри и доктори од Баталјонот за воено-медицинска поддршка кои се рамо до рамо со своите колеги во јавното здравство. Тие ја бијат буквално битката на векот и затоа ги заслужуваат сите аплаузи. Тоа се причините зошто армијата е толку почитувана и ценета институција во нашата држава, затоа што секогаш е тука кога е потребно на граѓаните. Почитувани гости, почитувани присутни, инвестирањето во армијата
започнува со инвестиции во човечкиот потенцијал, во вас, во сите ваши колеги. Затоа одржуваме политика на постојано прифаќање и постојано ангажирање на нови млади припадници. Затоа водиме политика на многу чести приеми на нови професионални војници. И можам да кажам дека е тоа вистинскиот доказ колку работите се подобрени во армијата на Република Северна Македонија. Се сеќавам дека на првиот конкурс кој што го организиравме пред 3 години од како бев станата министер, за 125 места се пријавија нецели 200 кандидати. Некои поминаа, некои не ги поминаа тестирањата. Имаше кандидати, но реално немаше избор. Кога почнавме да вложуваме не само во армијата, туку пред се во луѓето во армијата, кога започнавме да вложуваме и во опрема, и во плати, и во додатоци на плати, сликата драстично се смени. За 70 места минатиот пат имавме 700 кандидати. За вашите 200 места овој пат беа пријавени 1800 кандидати. И затоа сакам да кажам дека квалитетот зголемен доаѓа и со овие бројки. Затоа дозволете ми и на денешниот ваш прием, со честитките до секој од вас и до вашите семејства, сакам да најавам дека тука не завршуваме. Во 2021 година, во првата половина на годината, дополнително ќе обезбедиме прием на уште 250 нови професионални војници. Исто како што во моментов обезбедивме обука на ваши поранешни колеги војници, за да станат сега веќе подофицири на армијата. 120 припадници на армијата кои до вчера беа само војници, за кратко време ќе бидат произведени во подофицери на армијата на Република Северна Македонија. Инвестираме и во подобра инфраструктура, не само таму каде што ќе работите, туку особено и таму каде што ќе вежбате. Сакаме да имате квалитетна обука и тренинг, бидејќи тоа е основата на добра војска. Криволак секој ден и секоја година прераснува во се позначаен и поголем капацитет. Не само центар за национална обука, туку поширок центар за обука, каде што освен нашите припадници, ќе имаме припадници и на многу други НАТО армии, како што ги имавме минатата година и во 2017. И оваа пролет ќе започне уште една голема вежба, на која над 2000 припадници на повеќе сојузнички армии, заедно со нас, ќе обезбедат уште една одлична вежба. Драги млади војници, вашиот денешен ден е почеток на интересно и возбудливо патување како армиски професионалци. Ќе ги осознаете вашите лични граници, ќе атестирате вашата цврстина, трпеливост, волја, знаење и сила. Ќе сватите дека да се биде во армијата не е само професија, туку и начин на живот. Униформата ќе ве направи дополнително почитувани и дома, и во заедницата. Затоа, носете ја со гордост и со чест. Ви посакувам успешни армиски денови и на сите посакувам многу здравје во 2021 година. Со среќа!